Добрата патна инфраструктура е главен предуслов за создавање можности за економски, културен и туристички напредок на градот. Токму затоа, еден од главните приоритети на оваа локална самоуправа е реконструкција, ревитализација и изградба на улици во урбаниот и руралниот дел, што ќе создаде подобри услови за граѓаните, инвеститорите, гостите кои ја посетуваат Битола. Улицата Наум Наумовски Борче е улица која комплетно се реконструира за прв пат по нејзината изградба. Таа е само една од 23 улици кои се реконструираат во изминатата една година, од кои 16 се комплетно завршени, а патната инфраструктура е подобрена во должина од 10 километри, започнувајќи од подпелистерските села Трново-Магарево, Дихово, продолжувајќи низ влезот во Битола од страната на Охрид, низ повеќе улици од централното градско подрачје, Солунска, Асном, Македонска Фаланга, потоа населба Баир, Јенимале, Горно Оризар и Логоварди. На дел од овие улици извршена е и промена на водоводната и канализационата мрежа. Со отстранувањето на нелегално изградените објекти од јавните површини се создаваат можности за дополнително партерно уредување, како и избогатување на градот со нови хортикултурно уредени простори и детски паркови, налик на веќе завршените во изминатата година на улицата Север-Југ, Смилевски конгрес, новото катче во градскиот парк. Додека се расчистуваат дивите депонии, со организирани акции, со активна вклученост на јавните предпријатија, се подготвува и новиот парк во Нова Битола на површина од 25.000 метри квадратни. За пазарџиите на Големо, направен е нов уреден простор на површина од 3.500 метри квадратни. Новото идејно решение пак ќе понуди целосно уредување на речниот тек на реката Драгор. Во фаза на избор е и идејното решение за капиталниот проект изградба на модерен спортски центар во Битола, а во партнерство со повеќе субјекти реконструирано е ракометното игралиште во основното училиште Коле Канински и комплетно е опремена и уредена спортската сала за лица со попреченост во Центарот за социјална работа. Градежните работи на стадионот Петар Милошевски се во завршна фаза, а преку континуирана поддршка на професионалниот спорт, спортските здруженија, индивидуалните спортисти и училишниот спорт, општината настојува да даде поттик за спортски напредок и постигнување високи резултати. Соработката со високообразовните институции и експертското вклучување во општинските проекти е многу важно за успешна реализација на проектните активности. Исто така, стратешкото планирање води кон создавање реални можности за инвестиции и развој, така што започната е изработка на стратегија за млади, а до средината на идната година ќе биде завршена и стратегијата за економски развој. Паралелно со планирањето, Битола повторно станува атрактивна бизнис дестинација, така што инвеститори од Германија и Турција веќе купија 12 парцели во индустриската зона Жабени. Дополнително, се работи на подобрување на инфраструктурните услови и за бизнис секторот кој работи во старата индустријска зона. За да може да се одговори на современите потреби на градот, започната е изработка на новиот генерален урбанистички план. Покрај подготовката на проект за изградба на нова противпожарна единица, се инвестира во доопремување и подобрување на капацитетите на територијалната противпожарна единица од Битола за овозможување на повисок степен на заштита на населението. Локалната самоуправа, предводена од градоначалникот Тони Коњановски, воспостави соработка со Министерството за труд и социјална политика за што побрзо надминување на проблемите поврзани со изградба на двете нови детски градинки, а согласно подпишаниот договор, наскоро треба да биде адаптиран за оваа намена и соодветниот простор во домот за доенчиња и мали деца, со што ќе се создадат услови за згрижување на уште 80 деца во нова детска градинка. Во делот на социјалната заштита реализирани се повеќе проекти, а општината за прв пат е поддржувач на првоотделенците и талентираните ученици, додека пак за објектите во кои се школуваат веќе се изготвуваат проекти за енергетска ефикасност.
Во услови на енергетска криза, општината најде начин да овозможи заштеда на потрошените средства за електрична енергија, за да може да се обезбеди непречена функционалност и реализација на предвидените приоритети. Ваквиот начин на делување дава можност и за поддршка на туризмот и финансирање на дополнителни содржини кои ќе се надоврзат на авантуристичкиот парк во Националниот парк Пелистер, а со обезбедените средства за планинарскиот спортски клуб Пелистер овозможен е почеток на обновата на Копанки. Покрај промоција на природното богатство, оваа локална самоуправа внесе нов концепт во реализацијата на програмата за култура, зашто говори успешноста на зимската приказна, битолското културно лето и многу други содржини кои представуваат дополнителен промотор и начин за развој на културниот туризам. Општина Битола ги отвори вратите за граѓаните, овозможи решавање на предметите за легализација, се најде на врвот по транспарентност во државата и за прв пат ги вклучи граѓаните во креирањето на општинскиот буџет и општинските програми. Со започнувањето на процесот на дигитализација, започнува нов процес на работа, со кој услугите се доближуваат до граѓаните. На ваков, транспарентен и организиран начин, општината се подготвува за реализација на новите 65 проекти, за кои е во завршна фаза или веќе е подготвена проектна документација.